195 ученици според податоците од електронското аплицирање се пријавиле за упис во прва година во Техничкото училиште Наце Буѓони. 165 полумоторанти го избрале гимназиското образование. 130 ученици своето образование ќе го продолжат во една од струките во Перо Наков, а 120 ученици на македонски наставен јазик и 53 ученика на албански наставен јазик се пријавиле во Државното средно училиште Киро Бурнас. Наставниците очекуваат слободните места во училиштата да бидат пополнети во второто пријавување во јунскиот рок. Вчера и денеска во гимназија Гоце Делчев Куманово се пријавиле околу 165 ученика. Учениците аплицираат во 3 подрачја: општествено-хуманистичко подрачје, кое е со најголем интерес, каде што се пријавиле околу 80 ученика. На второ место е природно-математичкото подрачје, каде што се пријавиле околу 60 ученика. И на трето место е јазично-уметничкото подрачје, каде што се пријавиле околу 20 ученика. Очекуваме одзивот да биде поголем во второто пријавување, кое ќе биде следната недела во четврток и петок. Оваа година имаме интерес. Во српската паралелка веќе се пријавуваат ученици, околу 10 ученици, значи веќе аплицираа, а исто така е зголемен интересот за билингвалната франкофонска паралелка на македонски и на француски јазик, во која што досега се пријавиле околу 15 ученика. Конечната ранг листа за секое училиште со резултатите од запишувањето и слободните места ќе се објават утре најдоцна до 12 часот на огласната табла на училиштето и на веб страницата на Министерството за образование и наука. Второто пријавување на учениците за упис во средно образование ќе биде на 27 јуни до 24 часот и на 29 јуни до 10 часот. За упис во прва година во средните училишта во општините Куманово и Липково има слободни места за вкупно 2298 ученици. Според конкурсот на МОН, најмногу ученици, вкупно 637 ученици во 19 паралелки може да се запишат во Техничкото училиште Наце Буѓони. Останатите стручни училишта во Куманово, Перо Наков и Киро Бурнас ќе ги отворат вратите за 529, односно 384 ученици. Во гимназијата Гоце Делчев има место за 340 ученици во 10 паралелки, и тоа една на српски јазик, една билингвална паралелка со настава на македонско-француски јазик и останатите 272 ученика поделени во 8 паралелки со настава на македонски јазик.